Добро вечер. Артроскопија или неинвазивна метода која е помалку болна од класичните хируршки зафати. Ова е темата за вечерашното издание на емисијата Живе и здраво. Вечерва наши ваш гостин, доцент доктор Константин Митев, хирург-травматолог од специјалната болница Филип II. Најнапред, докторе, добро вечер и добре дојдовте по втор пат во Живе и здраво. Добро вечер и добро најдов. Така. Артроскопија. Тоа ќе биде темата. Што представува истата, еве, за нашите гледачи да објасниме? Артроскопија представува минимално инвазивна хируршка техника, која што самиот збор кажува артрос и скопија, доаѓа од артрос што значи зглоб и скопија гледање во зглоб. Така започнало уште во далечната 1871 година од Ричото Канудо, човекот кој што за прв пат започнал да става некои инструменти, во тоа време цистоскоп, значи воопшто не било права артроскопија, и започнал на кадавери, значи на лешови, кога видел дека е можно со мали оптички инструменти да се влезе внатре во зглоб и да се наблюдува. Значи на почеток така почнува таа техника. Се до ден денеска, кога буквално голем број од процедурите, да не кажеме 70 до 80% од сите зглобни повреди, се третира, значи не само да се диагностицираат, него и се третираат артроскопски. Ова техника е наменета сама за себе како минимално инвазивна или некогаш е во склоп, значи така наречена асистирана инвазивна техника, односно покрај тоа што може да се изведува како самостојна метода, може, значи посебно за да кажеме за скршеници или за поголеми повреди, да биде од една страна минимално инвазивно, од другата страна да биде полуотворено, така наречено, односно со мали класични резови да се помага на оваа техника која што е, еве да кажеме условно, најминимално инвазивно. Така. Од кога започна да се применува овој метод во нашава земја? Па првите, еве да кажеме, почетоци се негде од прилика 85-та, од околу 80-тите години на прошлиот век, нели? Кога биле пионерски влезови во сите зглобови, на почеток се почнало сигурно само со коленото, како еден зглоб кој е најчесто афектиран, односно повреден. И сето првите, да кажеме, деценија две, биле повеќе диагностички артроскопии. Тоа значи дека кога имало, например, некоја суспекција или некоја неможност за екзактна диагностика, тогаш се користела артроскопија за сите овие зглобни повреди да буквално се влезе внатре во зглобот, се наблюдува, се буквално палпираат или се почувствуваат сите промени под рака, значи со помош на инструменти, со такви наречени палпатори, куки и слично, и потоа се отварало или со минимални резови или со комплетна класична хирургија се отварало и се оперирало по класичните методи. Се до негде на крајот, значи негде 90-тите години, кога веќе во Македонија почнува да се прават првите интервенции, значи покрај таа диагностичка процедура, да започнеме и со терапија. Односно, во истиот момент, кога ја гледате оштетувањето, без разлика на која структура во зглоба, дали е раскавица, дали е лигамент, дали е тетива, да во истиот момент можете и да го третирате. Односно, доколку станува збор за оштетување на менискус, да се тоа сошие, да се извади, да се отстрани, било кој лигамент да се пресече, да се замени со нов и така натаму. И сето тоа во една процедура која што реално трае околу 40 минути, многу брзо и нормално, со нормална рутински хируршки процедури, да сето тоа многу брзо заврши, за да може пациентот многу брзо да се врати во соодветната, така наречена ад интегрум состојба. Така. Следува прашањето зошто е потребна артроскопија и на кои се делови може да се изврши? Артроскопијата како метода може да се изврши на сите зглобови. Секогаш мора да нагласам дека најчесто се употребуваат на големите зглобови, значи колено, рамо, скочен зглоб, колк и денешно време на сите, дури да кажеме почнуваат на рачен зглоб, па и на оние на зглобови на шака и така натаму, многу мали кои што изискуваат неопходна мал инструментариум, значи малце посебна опрема за секој од тие, само ради големината на тие зглобови. Што е предноста на ова? Предноста е кај оваа артроскопија во сите зглобови, при прво диагностика, потоа и во третманот, затоа што не правиме
големи, еве да кажеме, значи резови на кожа, подкожа, не правиме оштетување на околно ткиво, на мускулатура, на лигаменти и така натаму, него директно преку еден рез од само 3 мм влегувате внатре и преку систем на оптика, на оптички леки, гледате на монитор кој што денеска се така направени со 3D реконструкции во HD техника, каде што имате извонредна резолуција на сликата, дури подобро, значи можете во тек на интервенција да гледате дури од голо око, затоа што се зголемува интензитетот, квалитетот на ткивата и да не кажеме и различна резолуција на сликата, кој што ни ги одвојува јасно сите структури кои што се од овака да кажеме рутинско око, буквално на прва се гледаат кои делови се оштетени или се различни во однос на тоа што би требало да биде кај нормални зглобни структури. Предноста, например, на артроскопија во однос на повредите на рамо. Може да наброиме безброј. Секогаш да знаеме дека артроскопијата не е семожна. Некогаш треба сите ние као хирурзи да бидеме претходно спремени и за отворена класична хирургија, дека не можат сите повреди да се завршат со артроскопија. Посебно оние масивни големи повреди, посебно некои делови кои што се ван зглоб, значи нешто што е во близина или ван зглоб кои што не може да пристапиме со артроскопот, или да кажеме така наречени политрауми, значи посебни состојби каде што се афектирани повеќе скршеници зглобови или нешто што е загрозен витално човекот. Значи имате индикации, ако правилно, значи овие индикации ги користите, тогаш артроскопијата мора да нагласиме дека има супериорно дејство врз сите други техники. Меѓутоа, секогаш постојат и делови или да кажеме основно некои скршеници или повреди кои што сепак се уште се третираат со класични методи. Така. За да дојдеме до тој дел на артроскопија, што се е потребно? Какви се прегледи треба да се направат предходно за да дојдеме до, се разбира, ова? За секоја повреда, пациентот се јавува кај нас со болка. Основно ја пак ќе нагласам и еве да кажеме, ќе ги потсетам сите гледачи на телевизијата, чисто да знаат дека треба да се јават кога се јавуваат првите симптоми на болка. Значи, болката е едно субјективно, едно сензорно, емоционално чувство, за кое што мора да кажеме дека мора да им веруваме на пациентите кога ги боли. Значи, затоа постојат и некои скали, постојат се така наречени визуелни аналогни скали, вербална скала и така натаму, на која што можеме буквално преку разговор прво пациентот за еден нормален период да му пристапиме и да видиме колкава е болката што пациентот го мачи и што го донел овде. Кај нас има еден страф, еден, еве да кажеме условно некоја да кажеме лежерност на овие пациенти кои што чекаат да стигне болката до многу повисоки вредности за да се јават на доктор. И тогаш секогаш е покасно, пострашно него кога би дошле на почеток, затоа што некогаш и мали повреди кога се предизвикани од микротрауми на подолго време може да предизвикаат поголеми оштетувања. Затоа, прво што се прави, се зима анамнеза, односно детални прашања за типот на болката, континуитет од време на трајње, така натаму. Потоа се преминува кон клинички преглед, кој што одма да кажам дека не сме никако да се запоставува и дека тоа е можда 70% од правата дијагноза е клинички преглед. Потоа се оди кон некои дополнителни следувања, тука спаѓаат рентген и лабораторија, кои што може сите овие повреди и оштетувања на зглобот да корелираат со некои други воспалителни процеси, како што се реума, дегенеративни и така натаму. На крајот, како еден златен стандард, суверено едно средство, представува магнетна резонанца. Магнетна резонанца, сепак в денешно време златен стандард од резолуција од 1,5 Тесла, представува метода со која што буквално служи за екзактна дијагностика и, еве да кажеме, на 97% од сите повреди во предел на зглобот и основно што не е штетна за разлика, нели, например, од компјутерот или од рентген, кои што користат X-зраци и кои што се, нели, штетни по човековото здравје. После овие сите исследувања, значи кога имате рутински некој субспецијалист, травматолог или хирург или ортопед, значи ве упатува на тоа што понатаму треба да се изведува, дали станува ќе се проложи со физикална терапија, со вежби, со лекови, значи со нестероидни антиинфламаторни така натаму, или ќе се премине на хируршка техника. Секогаш сум ја поборник на прво да се користат минимално инвазивните техники кај луѓе што го работат, тоа и што го знаат, кој е нив што е една рутинска пракса, за да на крај, нели, доколку е
неопходно, некогаш може да се премини кон класични методи, односно до замена на зглоб со вештачки зглобови без разлика на кој дел од телото. Така. Освен при повреди на зглобовите, артроскопија се врши и при други болести. Да. Може да ни кажете за кои се болести може да се изврши артроскопија? Артроскопијата, рековме, за сите оштетувања без разлика од каква природа. Значи, најобични дегенеративни, така наречени или старачки, значи посебно кај популација која што во повозрастна група над 55 години, таму доминира друг тип на повреди, тоа се така наречени дегенеративни артрози, значи станува збор за оштетена зглобна раскавица или за страни тела кои што ги наоѓаме внатре или некоја од друга природа на тоа место. Било кој дел кој што се наоѓа е оштетен во предел на зглобот, апсолутно може да се третира артроскопски и тоа е, уште еднаш да повториме, независно од возрастната група. Најбитно е да ја процениме состојбата, да процениме така наречен кост-бенефит, колку ќе има пациентот од тоа ќар, значи од целата оваа активност што ќе биде направена и односно со овие минимално инвазивни методи за да може брзо да се врати во нормална состојба. Може ли, докторе, да ни објасните каква е процедурата кога се врши артроскопија? Еве, треба да направите, да речеме, на колено. Како започнува процедурата и како завршува? По диагностицирање на оштетувањето, рековме во предел на колениот зглоб, следната фаза е, значи, договор со пациентот како ќе тече операцијата. Прво, значи, ја на сите пациенти им кажувам дека мора да бидат запознаени со процедурата како ќе тече. Секогаш овие интервенции се вршат во анестезија, тоа во различен тип, во договор со анестезиологот. Затоа прво мора да има предоперативни исследувања, кои што се проценува кардиоваскуларниот состав, тоа што значи дека таа кардиоваскуларна процена од срце, плуќа, се тоа како ќе издржи, тоа е една работа. Второ, се прават лабораториски исследувања да не има некои отстапувања од нормалните вредности и се преминува во договор со анестезиологот, значи тоа е таа тимска екипа без која што реално секоја успешна хируршка интервенција не би била возможна. Анестезиологот се во договор со пациентот, во објаснување на сите плюс и минус на секоја анестезија, се договара за кој тип анестезија ќе се одлуча. Дали станува збор за општа, за спинална, значи само во кичма, значи да не ги осеќа пациентот да биде само нозете да му бидат одземени, или регионална, кога што само еден буквално по десмарк, само еден дел нели од телото е само анестезиран, или некогаш во екстремни случаи дури со локална анестезија, кога може да се пациентот да припреми за да нормално да операцијата биде безболна. При започнување, после чистење на изолирање на оперативното поле, значи се навлегува низ овие минимални резови од по 2 до 3 сантима, се влегува внатре, преку инструменти, се гледа буквално целиот зглоб, прво се прави значи диагностика и експлорација. Кај некои пациенти, да кажеме, сигурно едно десетина пациенти барале за време на интервенција, они гледале. Значи, имаме ние неколку монитори на кои што покрај операторот и асистентот, значи може еден од мониторите се врти буквално пациентот е свесен и он си ја гледа операцијата и јас за време на интервенција му објаснувам на кој дел и кој му е оштетено и што се поправа. Меѓутоа најголем број од луѓето не сакаат да гледаат тоа, најдобро би преспале тој период. Таа интервенција од прилика 45 минути, потоа кај некој од нив се става само едно шафче, значи една сутура, едно конче, кај некои други зависи од типот, воопшто не ни ставам, само буквално ставам еден фластер или една лепенка, која што за првите 3 дена се менува, за 5 до 7 дена веќе почнува пациентот да се тушира. Битно е после интервенцијата дека другиот ден веќе пациентот е вертикализиран, поставен на така наречена континуиран пасив моушен, значи на апарати може слободно да почне со активности, прво со вертикализација и мобилизација, во зависност од наодот што ќе го најдеме, пациентот постоперативно може одма да го пуштиме да гази со 100% или, доколку станува збор за оштетување на раскавица или при третмани на зглобни раскавици, од прилика 3 до 5 недели пациентот гази со дозирано оптеретување, дали е со 5% или пола тежина и така натаму, се додека не помине одреден период во кој што му е неопходен за зараснување, за репарација или регенерација на делот што е оштетен и потоа се враќа во нормалните активности после месец, месец и пол, во зависност од степенот на оштетување. Например,
спортистите кои што одма нели бараат да после повреда, нив најбрзо нели они сакаат да се оперираат, кај некој од нив да кажеме условно 3 до 5% од пациентите сакаат после 4 сата си одат дома. Значи буквално некои пациенти можност да си одат одма уште истиот ден. Најчесто, меѓутоа другите сакаат да преспијат нели кај нас, за да другиот ден сабајдето си одат во домашни услови да продолжи лекувањето. Така. Дали е истата ситуација, да речеме, ако се прави артроскопија на рамото? Да, значи артроскопија на рамо има своји посебни карактеристики, затоа што таму најчесто се дава општа анестезија, иако нели сега почнавме со тие така наречени блок анестезија, регионални скаленост блок анестезија, меѓутоа друг тип на анестезија, рамото има своји некои принципи кои што за да работите рамо има различни положби, тоа е една работа. Второ, рамото е посебен зглоб ограничен и не трпи толку како коленото да можност да толкова количина на течност внатре, значи мора да се биде предпазлив со инструментите што се користат, односно таа така наречена артропумпа е неопходна за користење на како помошен инструмент за таа течност што се става внатре за да се направи дистензија на тој рамен зглоб. Иначе другото е комплетно исто, значи се третираат и рескавица, мускули, тетиви, се зависно од тоа што е оштетено. Иначе се пушта исто така следниот ден дома, некој од нив дури и истата вечер. Рамото има своји карактеристики во тоа што многу е полесно да за постоперативниот период за разлика од овие со колено или на пример со скочен зглоб, затоа што е до нормална вертикализација и мобилизација пациентите се многу поактивни, полесно функционираат него оние што на пример имаат тешки оштетувања на раскавица, каде што сепак морате да одите со патерици, со некое дозирано оптеретување од некое време, затоа што е сепак коленото е дел од таа носечка конституција на телото, за разлика од рамото, каде што можете буквално само со една митела, една ортоза, да другите активности си ги бувате многу полесно. Така. Што се случува во постоперативниот период? Дали пациентите треба да примаат некаква терапија или се завршува тука? Све тоа зависи од наодот што ќе биде најден. Сите овие интервенции, значи претходно на пациентите мора да им бидат објаснети, или да кажеме они мислат некој од нив, нели, потоа доаѓаме во долги разговори пред, нели, интервенцијата и некогаш и после, затоа што некои работи што се таложени или оштетени или се полого време афектирани, треба да знаат пациент дека ништо не поминува така како што е, или ќе оперирате вие, па од утре сте веќе 20 години помлад. Значи тоа не постои. Меѓутоа мора да сватат дека тој процес на репарација и регенерација никогаш не се зараснува со идеално ткиво како што ние сакаме. Јас сум еден од првите нели овде пионери во овој регион кој што започнавме и со трансплантација на раскавица, кој што во тоа време, значи во Германија изведов неколку интервенции такви, каде што буквално од пациентот се зима дел од раскавица, па се праќа во посебни лаборатории, таа се зголемува незиниот број, незината количина и после истото таму се враќа назад. Дури со таква процедура која што кошта нели многу повеќе, и од негова раскавица, каде што е буквално 95%, да кажам, скоро комплетно иста, сем некои додатоци што за време на таа инвитро експанзија се добиваат, никогаш не добивате 100% на резултат. Значи, затоа мора да знаете дека 92, 95, тоа е идеален резултат. Генерално ние се задоволуваме дури и со одличен резултат, преку 85, така се класифицираат 85 до 90%, што значи дека тоа реално нормален човек скоро и да не го осеќа. Меѓутоа, кај спортисти е многу значајно затоа што они буквално го користат зглобот 100% за разлика од нормалните и тие по неколку илјадници пати на ден повеќе него нормални луѓе го користат тој зглоб. Поради тоа, они тие сензации ги чувствуваат. Знаете вие во светот дека имате луѓе што се оперирани по 10, по 12 пати, никогаш веќе не се враќаат на таа улога каде што биле, како што биле претходно. Ние сме презадоволни од резултатите затоа што кога ќе го направите тоа максимално добро, буквално резултатите се одлични. Секогаш мора да знаете дека и после интервенција некогаш имаме апликација на суплементи, значи дали станува збор за хиалуронска киселина, за колаген и така натаму. Второ, јас многу користам последно време, да кажеме во последните неколку години, ПРП, значи апликација на, таа се вика плазма богата со тромбоцити, една субстанција која што ја вадиме од крвта на пациентот,
која што со помош на центрифугирање се вади еден посебен серум, се вика, значи еден дел кој што е тој дел од плазма, кој што е буквално богат со голема количина на тромбоцити кои што содржат голем број фактори на раст, на репарација и регенерација и кои што се ставаат во афектираниот зглоб еднаш, два пати, три пати, некогаш и до 5 пати, и кои што помагаат многу во репарација и регенерација. Тоа е таа биолошка медицина, која што јас сум исто еден приврзаник на таа медицина и мислам дека натаму ќе оди комплетно целата медицина, затоа што ние колку и да сакаме, мора да го почитуваме човековото тело и воопшто развојот на организмот и да му дозволиме он сам да се репарира и да регенерира, ние само да му помагаме. Со голем број процедури порано што се правиле, буквално вие го изместувате нормалниот одговор на организмот и го правите со додатоци кои што се сепак страно тело. Вие колку и да ставате вакви такви материјали од најразлични, да кажеме, комерцијални фирми, никогаш не е исто како што може, нели, својот организам сам тоа да го препознае, да го репарира или да го регенерира. Постојат голем број на студији, да ви кажам дека на неколку последни конференции, сигурно јапонците како еден од промоторите на новите техники, имаат буквално комплетно скинати лигаменти. Они ги третираат со посебни така наречени кафези, кои што ги аплицираат внатре и само ние го служиме процесот да го задржиме процесот, или да кажеме двата краја на лигамента во една одредена положба, а да го оставиме процесот на биологија сам да си тече. Они сами да си зараснуваат, ние само им правиме простор за да они можат тоа да си зараснат сами, после тоа се вади и лигаментот си е зараснат како што е. Значи, тоа се сепак пионерски потези, се уште има некои работи што се таму нејасни или што, меѓутоа натаму иде медицината генерално на стимулирање на тие така наречени плурипотентни стем клетки, сето тоа што го имаме внатре во коскена срцевина, да го извадиме надвор и да го враќаме во организмот во некоја друга форма, која што во зависност од местото каде што е оштетено ќе придонесе да си зарасне најблиску до тоа што е оригиналното. Сега тука е ПРП еден од тие фактори, значи апликација на ПРП, порано познатите спортисти како Федерер, Џокович, тие се сите многу ги користат тие методи. Порано беше дури се мислеше дали е тоа допинг, затоа што при секоја тетива оштетување одма се аплицира ПРП и одма идеше брзо, да кажеме, репарација и регенерација, меѓутоа по новите законски се види дека тоа не станува збор за таква работа, така да сега буквално се користи и таму и кај што треба и кај што не треба, сега почна буквално како во жените посебно над 45 години за бори, за брчки, мажите за коса, за растење. Сега буквално се става сегде, затоа што е тоа свој продукт и тоа не може да има штета. Колку ќе има корист, не можете секојаш да гарантирате, меѓутоа генерално неколку студии ја лично учествував, една и моментално работам на неа. Значи, резултатите се одлични ако имате одлични индикации. Се подобруваат квалитетот на живење и на зглобот и репарација сигурно до 70%. Така. Дали може да се појават компликации при артроскопија после целата процедура? Видете, самиот збор хирургија значи рачна работа која што значи насилство врз пациентот. Колку и вие да сакате да сме ние минимално инвазивно или како кажавте на почеток скоро неинвазивни, сепак вие ставате ресна кожа и сепак вие афектирате и влегувате внатре. Компликациите на артроскопија и воопшто на ендоскопските процедури се направени за да бидат минимални. Фактот дека 1, 2, 3% се скоро максимум од компликациите што се можни, тие зависат како од пациентот, така зависат и од хируршката техника на докторот, Меѓутоа можни се некои компликации што немаат врска во моментот со интервенција. Вие не знаете како некој пациент ќе одговори на анестетикот. Вие не може да гарантирате дека ќе се случи тромбоза или не, иако ги давате сите предострожности. Затоа, денеска е наша установа, се форсираат некои така наречени генетски испитувања за некои дури работи што може да ги, така наречени предикт, да ги предвидите дали има големи шанси да се тоа случи. Некои од тие лекови што ги даваме, значи за против тромбоза, кај некои пациенти не делуваат. Вие и покрај тоа што ги давате, спрема неговата генетска конституција или тој геном што го содржи, тој лек не му делува. А вие упорно сте го давали или тоа е некој гайдлайнс кој што сите во Европа или во свет го дават, меѓутоа кај одреден број на пациенти, иако е тоа минимално, тоа не
излага така. Така да, значи, компликации секогаш се можни. Ова е метода која што е со минимални. Јас да мора да кажеме дека не можам да кажам дека нешто во животот нели имало драматично од оваа метода. Меѓутоа секогаш може некоја површна инфекција, може да се случи од овде болка, оток, постоперативно собирање на течност, сером и така натаму. Меѓутоа тоа се многу минорни, брзо лечливи и мислам дека нели е, да кажеме, сигурна метода. Така. Од вашето лично искуство, што најмногу на кои делови од телото најмногу вршите артроскопија? Во специјалната болница Филип II? Да, све тоа зависи во моментот, нели, како и што е сегде во свет, сигурно дека најмногу правиме на колена хирургија. Ја, еве да кажем условно, процентуално, него 70-75% отпаѓа на колениот зглоб, околу другите 15-20% отпаѓаат на скочен зглоб, на рамениот зглоб, а на ова другите од овде зглобови скоро минимално, на лакт и на помали зглобови. Така. Да проговориме малку и за спортските повреди. Што најчесто, на кои делови најчесто спортистите им се прави артроскопија и колку често? Па, видете вака, има една студија која што се базира на типот на спортот кој што се занимава со артроскопските методи или кои што се применуваат како методи. Што тоа значи? Например, како кај маратонци или кај луѓе што трчат многу, најчесто се прави артроскопија на скочен зглоб. Таму има буквално воспаление хронично на така наречената синовијална на мембраната на капсула, каде што кај некои маратонци, посебно на предната возраст, или поради некои дефекти во статика и во биомеханика на стопало, некогаш се прави еднаш или до два пати годишно. Значи, кај некои од нив буквално им треба рефреш на зглобот, затоа што многу се троши, има воспаленија различни, кои што доаѓаат до почесто, неопходна е почесто артроскопија или така да речена интервенции кои што служат за подобрување на квалитетот на скочен зглоб. Скочен зглоб исто многу често се повредува во фудбал, овие контактни спортови. Многу почесто од сите, да кажеме, е афектирано коленото во фудбал или во спортови на кошарка. Посебно каде што најмногу се оштетуваат менискусот и предниот вкрстен лигамент, најчесто како еден така наречен terrible triad, значи една триада од лигаменти и менискуси, иако не се толку ретки и оштетувањата на зглобна раскавица на колено во тие контактни спортови. Кај сите оние други спортисти, како што е ракомет, одбојка, значи спортисти кои што најмногу користат рацете во својата спортска активност, секогаш на прво место е рамениот зглоб. Тоа се повреди кои што секогаш, условно да кажам, се третираат првенствено или со ПРП или со физикална терапија, доколку не станува збор за комплетни оштетувања на зглобната капсула и така натаму, а потоа се преминува на артроскопија или евентуално на класична метода. Битно е да знаеме дека сите овие спортски повреди се карактеризираат со една работа што се сите high impact, значи најчесто тоа се од high energy травма, значи од голема травма, енергија, најчесто директен контакт од друг спортист или при скокот повисоко или при голема брзина директни удари. Затоа е многу често кај нив имаме искршеници, значи покрај тоа што може да биде повредени мекоткивните лигаменти, тетиви, менискуси, мускули, многу често се повредени искршеници. Неколку, да кажеме, овој месец, само 3 спортисти од овде веќе со скршеници на скочен зглоб. Тоа сепак има и многу други фактори, покрај тоа што е лош терен, лошо загревање, слаба припрема пред утакмици и така натаму, или да кажеме некои работи што кај нас многу помалку се обрнуваат внимание, како е на истегнување, на загревање, се додека тој спортист не е 100% спремен да влегува на спортска активност која што бара 100% од него напрегање. Така. Освен, рековме, повредите на зглобовите, треба многу да внимаваме и на тоа, ако имаме било каква болка на било кој зглоб, да се јавиме многу порано, а да не да чекаме тоа долго да трае. Веројатно тоа ќе биде и пораката вечерва, да се јавиме на лекар во самиот момент кога ќе почувствуваме било каква болка на било кој зглоб. Па тоа е порака до сите гледачи на К1 телевизија. Бих сакал само да кажам дека
секогаш кога доаѓаат кај нас се јавуваат како или докторе, мене ми крцкаат, ме чешаат, ми превртуваат колената веќе долго време, 2-3 години. Меѓутоа сега почна ептен, нели? Ако можеме тоа да го елиминираме на секој да кажеме позначена нека манифестација или некој симптом, самото тоа да дојат кај нас, затоа што некогаш работите се толку биомеханички или толку се работи од да кажеме оптеретување непотребно или од некогаш се јавуваат проблеми на едно место, а се главните работи се случуваат на друго место, дали зависност од рамни стапала, од лошо газење, лоши чевли, лоша потпора, па имате болки во кичма, имате болки во колена, имате лоша стабилност и така натаму, врат и така натаму. Сите тие повреди што може да се случуваат на било кој дел, доколку дојдат на време и доколку се превенираат, многу ќе биде полесно за сите нас, нели? Најбитно е да знаеме дека некогаш и самите не се крични, некогаш и родителите многу притискаат, нели, за да се бават со некои спортови што на сите деца не им се потребни. Ја може да кажам дека имаме неколку од овде деца кои што имаат едно тешко искривување, сколиоза на кичмениот столб, кои што доаѓаат упорно тренирале тенис, не ни знаеле дека имаат искривување на кичма, они само ја влошуваат состојбата, нели? Значи постојат спортови кои што може да подобрат активно, затоа постои пливање, постојат некои на цела група симетрични зглобови и така натаму. Меѓутоа од непознавање или да кажеме само од условно од една информација, долго време 6 месеци, година, 2 они вежбаат нешто, затоа што нели родителите битно е да спортува, нели? Некогаш се прават лоша услуга или лоша помош му се дава на детето, се насочува во погрешен спорт и во погрешен правец. Така. Рековме може да дојде и до поголеми компликации доколку навреме не се открие сето тоа. Што би можело да се искомплицира? Па да бидеме вака најреални. Значи, доколку едно обично оштетување, условно да кажам, една лесно оштетување на менискус се превиди, значи во колениот зглоб, или се третира несоодветно, значи каде што прво не се диагностицира, потоа второ не се третира соодветно, на долг рок тоа дава оштетување на зглобна раскавица. Значи самото оштетување на менискус предизвикува да раскавицата зглобна не гази или не лизга нормално како што е идеално на таа површина од тие 3-4 милиметри што таа зглобна раскавица ги има, не гази или не се оптеретува биомеханички правилно, на долг рок ја оштетува раскавицата. Тоа е втор проблем кој што на долг рок прави сега отоци, оштетувања дегенеративни и така натаму, со после консеквенции кои што може да доведат до комплетни оштетувања, да речеме за 15, 20, 25 години може да доведете до таа раскавица ќе треба да менуваме. Значи, сето тоа е затоа што не е на време диагностицирано, не е на време истретирано, не е соодветно прикажано како треба да изгледа, него е све тоа оставено дека ќе пројде, ќе биде, ќе се напиеме повремено лек, без да знаеме точно за што станува збор. Секоја од овде болест или секој симптом започнува најчесто, нели, со таа болка минимална која што ни нас аларм. Доколку вие кажете дека овде и овде, нели, ми се јавуваат болки повремено, значи мора тоа да се диагностицира и потоа понатаму за да некогаш имате буквално и диететски режим. Сега е време на кога децата се подебели него што е нормално. Храната, нели, све во животот стана фаст, нели? И кога е тоа јадење на таа брза храна доведува до толку, да кажем условно, лоша мускулатура, слаба конституција, градба, со едни, да кажеме, гојазност, дебелина или покрупни деца, кои што дури на повреди, кои што да кажеме на помали активности прават поголеми оштетувања. Значи, секогаш треба да знаете дека, например, е четвороглавиот мускул на коленото, од него зависат голем број на повреди или на фактори што се случуваат како главен етиопатогенетски фактор за оштетување во колено. Ако ви имате добар четвороглав или така наречен надколен мускул, повредите се сведени на минимум. Колку и да имате вие јака повреда, ако тој мускул функционира, тоа е добро. Меѓутоа, со слаби мускули, со дебели, со многу маст и така натаму, тоа колено е многу нестабилно и многу е лесно да биде афектирано од најмала енергија, од најмала травма. Така. Јас се надевам, докторе, дека сите овие пореки кои што ги испративте вечерва од Живе и здраво ќе допрат до нашите гледачи. На крај не ми останува ништо друго освен да ви се заблагодарам што повторно бевте гостин во К1 телевизија. Благодарам и на вас.
Почитувани, тоа беше доцент доктор Константин Митев, хирург-трауматолог од специјалната болница Филип II. Тоа беше се за вечерашното издание на емисијата Живе и здраво. Ве поздравувам и ви закажувам нова средба за 7 дена.